Не сум писател. Веќе со денови правам пиши бриши. Најдобриот пријател ме посоветува да пишувам. Вели ќе ми било полесно ако ставам се на хартија. И тоа е дел од сето она што се случи. И за него ќе раскажувам. Но, да не трчам, да си почнам со ред. Се како што беше. А беше толку одамна. Скопје, декември 2049 година. Здраво на сите, јас сум читачот и добро дојдовте на мојот канал. Тука се обидувам да правам кратки осврти и да ги споделувам своите впечатоци за книги што сум ги прочитал најчесто неодамна и секако најчесто се работи за романи. Некои романи кога ќе ги прочитаме имаат за нас книжевна вредност, значи може да препознаеме дека приказната е добра, дека е добро напишана, дека писателот или писателката имаат добар стил и ја препознаваме таа естетска вредност што ја содржат, меѓутоа некои романи понекогаш се случува за нас да имаат и сентиментална вредност, а тоа може да биде поради некој историски момент кој што ни е близок, во кој што се препознаваме, или можеби тема што ни е блиска и која што не засега, или можеби некој топоним, некое место во кој што сме растеле или сме живееле некогаш и познато ни е тоа што се случувало во тоа време, на тоа место и мислам дека токму поради тоа, поради местото во кое што се одвива действието на овој роман и историскиот момент на кој што потсетува целото действие и она што се случува, ми е близок и добива едно такво значење за мене овој роман затоа што прво действието се одвива во градот во кој што пораснав и во кој што сум роден и во кој што се уште живеам во Скопје, а второ некои нешта потсетуваат многу на животот во 80-тите години во Скопје. Тоа се прилично од прилика годините на моето детство. На предминатиот конкурс за роман на годината, се сеќавам дека Живко Гроздановски, кој што беше член од жири комисијата и самиот е писател, правеше кратки мини рецензии, кратки осврти за сите романи што учествуваа на тој конкурс, со тоа што на пример тие што не го поминале првиот круг, за нив правеше на кратко по неколку збора, па потоа тие што не го поминале и вториот круг и така натаму и на крај за сите имаше кажано по нешто и тоа беше супер. И се сеќавам дека во една од тие рецензии имаше кажано, зборуваше за овој роман за кој што ќе зборувам денес, дека сега парафризирам, дека му бил вистинско откровение, дека на вистина му се допаднал романот, дека е значаен и дека му е криво што не поминал понатаму, мислам, ако не се лажам, не го поминал ни првиот круг. А станува збор за романот Идол над зидот од Ерена Филиповска. Тогаш ми падна, го забележав тоа, ме заинтригира неговото мислење, неговата изјава и планирав да го читам романот, меѓутоа некако го подзаборавив, помина време. И сега, откако Антолог го реиздаде, ова е второ издание на романот, кој што оригинално е издаден во 2020 година, Сигма Прес е издавачот, а сега ова е второ издание, го издаде Антолог и решив да го прочитам и воопшто не зажелив и мислам дека сепак можеби мојата блага пристрасност токму поради темата, токму поради тоа што го кажав преска, таа сентиментална вредност, мислам дека воопшто нема да одземе од книжевната вредност која што овој роман според мене ја поседува. Како што видовме во текстот што го прочитав на самиот почеток, кој што е поместен на самиот почеток на романот како некој вид на пролог, раскажувачот, кој што е и самиот и главниот лик во овој роман по име Зоран, пишува во 2049 година и се сеќава на настани што се случиле многу одамна, нели од негова гледна точка, а се случуваат во 2020 година и 2021 во Скопје. Меѓутоа, она што е интересно да кажам неколку зборови за контекстот на романот. Меѓутоа, во таа 2020 година Скопје не е Скопје од нашата 2020 година, туку е Скопје кое што е главен град на република, која што се уште е дел од Југославија. Луѓето се уште живеат во социјализам, луѓето одат на работа, живеат едно монотоно секојдневие на некој начин, атмосферата е сива,
одат да јадат во народни мензи, купуваат облека или обувки, тоа што е на располагање со бонови, се возат во градски автобуси во кои што ечи на радиото, ечат пропагандни пораки или извадоци од цитати од книги посветени на Тито или негови говори. Значи, постои таа пропаганда, може да ве пресретне милицаец на улица да ви побара личен картон, да ве легитимира во секое време. Луѓето се носат исто така организирано на балети, на опери, нели културно да се воздигнуваат и да се едуцираат. Тито е првиот маршал и сега сите живеат во време на третиот маршал, значи Југославија никогаш не се распаднала и работите продолжиле да постојат. Значи имаме на тотално дистописка атмосфера и ситуација. Овој човек Зоран, кој што е главен лик, работи како архитект, работи во, нели, на еден голем проект наречен Југославиум, таму е ангажиран и овој човек живее со неговата мала ќеркичка Мира, затоа што она што е нешто интересно тука и поразлично е што бракот речиси да не постои како институција и е девалвиран и луѓето има многу самохрани татковци или мајки. Овој човек го живее тоа негово секојдневие, се додека еден ден неговата ќерка не исчезне. И тука паѓа во една многу тешка ситуација и тргнува во една потрага да проба во неговата немоќ, во неговата, затоа што тој е обичен човек, тој е другар, нели, другари и другарки, тој тргнува во некаква потрага да дознае нешто што се случило со неговата ќерка. И ова не се спойлери, ќе се дознае дека, наскоро ќе се дознае дека не се само децата на обичните луѓе, обичните работници земани од некого, не знаат од кого, туку и на една класа на луѓе кој што се нарекува велепатриоти. Велепатриотите живеат некаде на средноводно во свој свет, кој што е речиси како паралелен свет и нема допирни точки со тие едноставно ги подценуваат обичните луѓе, додека па обичниве луѓе работниците не ви гледаат со некаков восхит и со некаква почит. Тоа е контекстот на приказната, значи од каде што тргнува приказната, и ќе видите како ќе на крај ќе се открие што се случува со децата и како ќе се разврзат работите. Меѓутоа, на страна од самиот заплет и нели од действието на романот, има неколку нешта според мене што го прават интересен, го прават посебен. А тоа се Скопје, приказот на Скопје, би рекол тука е јазикот кој што се двои како важен елемент во овој роман. Тука се спомнуваат и меѓуетничките односи. Би рекол тука целото прашање на социјализмот, државното уредување, тоа движење кон комунизам, па реформи, велереформи, идеи, маршали и така натаму, се поставуваат тука сериозни историско-филозофски прашања и мислам дека тоа се некои од поважните елементи. За Скопје би рекол Елена Филиповска многу фино, многу ненападно ги вметнала, буквално би рекол дека тоа е Скопје од 80-тите години. Нормално, не е прекопирано Скопје од 80-тите години, сепак тука има некои дистописки елементи, меѓутоа тие топоними, тие места каде што се движат луѓето или работи, нешта што ги прават, да речеме, без разлика дали тоа е Чичко Стоилко или Ванила, дали е Рубин Кармин, дали е на МОБ, нели, дали е руската плажа каде што одат луѓето мала, некој тука е Карпош, Капиштец, значи тука е многу интересен микс, едно многу испреплетување на места кои што се и подоцнежни и порани, меѓутоа изградила Елена Филиповска еден многу интересен свет и свет на места, меѓутоа и свет на предмети, на храна, на изговор, на нешта што биле актуелни во тоа време, меѓутоа таа ги поместува во некаква дистописка иднина. Друго нешто е јазикот. Јазикот е приказна сам за себе, тука се зборува некој скопски говор, дијалект кој што е под силно влијание, дури претерано на српско-хрватскиот нели јазик. Ќе прочитам еден краток извадок само за да ви доловам за што станува збор, еден краток диалог, еден краток монолог всушност на тетката на овој човек Зоран. Теткин, работава е поголема од што мислевме. Тетка Бубе почна да зборува штом седнавме. Док мислеле да собираат само наши деца, мува не ги лазела веле патриотиве.
Меѓутоа, замисли, молим ти се, цело време да собирале и од нивните, од децата од големото добро утро. Си чутеле мајмунине, се плашеле да си кажат еден на друг, не знаеле што се догаѓа. Шуш буш измеѓу себе се дознало и сада цело водно е на ноги. Си ги тражат децата, теткин. Ти реков ја нашиве веле прдоти и поима немаат каде се децата. И нивните ги зимаат. Тие мајмуни што те тераат да њушкаш, очајно тражат своје дете. Баш ги брига и за мира и за нас. Ова од горе е од Београд. Кај ги носат децава, што им прават? Очите ѝ се насолзија. Миричка, мора да си ја најдеме. Мене притисокот ќе ме уништи, теткин. Не спијам ночу, а пчињата не ми помагаат. Не можев да ја гледам како плаче, многу се вознемирив. Тетка Буба извади лексилиум од малото џепче во чантата и ни го подели по пола. Го испивме и одма се подсмиривме малку. Ова е јазикот, вака звучи, ова беше само еден мал извадок да видите како звучи јазикот во овој роман, кој што мене ми беше многу интересен и на моменти ми беше и смешно и забавно да го слушам, да ги читам овие дијалози, можев да си ги замислам. Друга тема е за која што се поставуваат прашање целиот тоа цело општествено уредување, тој социјализам, па тие идеи, па движечка сила, таа пропаганда што форсира реформи, едно подобро општество, подобра иднина. Меѓутоа, без разлика што се форсира таа подобра иднина за сите, таа поделба меѓу две класи на луѓе е присутна и во овој систем таа не може да биде заобиколена и претерано штрчи и носи проблеми. Еден друг елемент што е многу важен, што е доловен преку еден лик, еден човек албанец по име Дардан, е целата тема на меѓуетничките односи. И мислам дека авторката многу убаво, многу суптилно се обидела да едноставно да предизвика некои стереотипи и да преку ликовите во овој роман да покаже дека тоа може да се надмине како предизвик, како проблем. Друго нешто што ми се допадна навистина беа ликовите, особено и на главниот лик Зоран, кој што е ненаметлив, скромен човек, кој што гледа да не се издвојува, едноставно да си го живее животот, меѓутоа судбината ќе го втурне во нешта во кои што никош не ги замислувал дека ќе му се случат. Сите ликови околу него мене ми се допадна диалозите функционираат убаво. Едноставно имињата кои што се дадени на луѓето, на фирмите од тоа време, значи се функционира ја доловува таа атмосфера на Скопје од одредено време, меѓутоа исто така има силна дистописка атмосфера. Крајот мислам дека функционира многу добро и она што авторката успела да го направи е да не ни наметне мислење, да не ги представи работите црно-бели, туку можеби да не остави да самите донесеме суд. Можеби ако сакам сега премногу да исчитувам во нешто, би рекол дека можеби самата последна реченица од романот е двосмислена и би можела да се чита со некаква носталгичност да се најде во неа. Меѓутоа, нема глорификација или оцрнување на одреден систем, едноставно представен е таков каков што е системот, во кој што живеат тие луѓе и ќе видите како тоа ќе се разреши. Она што најмногу ми се допадна во романот беше, иако во дистописките романи нема многу сентименталности, нема многу место за емоции или па и за интимност и за близина, сепак она што ми се допадна овде е топлината, едноставност, ова е скромен, ненападен роман со кратки поглавја, со еден обичен, едноставен, убав јазик. Меѓутоа, постоеше топлина, особено најмногу поради главниот лик Зоран, и авторката успела дури во тој дистописки свет да едноставно да на многу убав начин да ја долови, да ја истакне желбата за интимност во тоа сивило, желбата за љубов, за близина. И тоа навистина ми се допадна. Значи, еден човечен роман кој што и тука е еден многу интересен парадокс во таква атмосфера, во тоталитарен систем, во таква дистописка фикција, топлина, човечност, и затоа моја топла препорака за овој роман. На крајот една мисла, Джеймс Џојс рекол дека
ако го снема Даблин еден ден, ќе може да се реконструира преку читање на неговиот роман Улис. Јас би рекол малку духовито, би рекол дека Скопје од 80-тите години, од тие години би можело да се реконструира ако го снема, нели, преку читање на овој роман Идол над зидот од Елена Филиповска. Мене навистина ми се допадна романот, топла препорака. Чувајте се и се гледаме со наредно видео. Поздрав!